Протестното возење по централните градски улици на лиценцираните и уредни такси превозници, кое за крајна цел има регулирање на состојбите во оваа сфера, најде и нереакција на градоначалникот Никол Чуелиев, кој истакна дека начинот на кој тие се борат е нивно демократско право и дека тој лично и општината прават напори за надминување на проблемите. Ние живееме во демократска држава, демократско општество, каде што секој има легитимно право да своето незадоволство или задоволство да го изрази на начин како што смета тој, така да го прифаќам начинот на кој што таксистите денеска искажа дел од своите незадоволства во делот на решавање на долгогодишниот проблем со таксистите. Истакнувајќи дека во изминатата година се преземаат мерки за решавање на проблемот, тој запраша зошто се чекало 7-8 години. На вистина ги прашувам каде беа во изминатите 8 години да реагират и да штрайкуват или да дефилираат и да го решаваат проблемот. И на вистина во еден сегмент не можам да ги разберам зошто тоа го прават на тој начин, бидејќи ние како локална самоуправа се зазедовме да ставиме ред како во многу други делови, така и во делот на такси сообраќајот. За да објасни дека е затечена ситуација на целосно нелегални такси компании околу кои се преземаат тековни мерки. До сега во Кочани постојат такси компании нелегални, не постоеше ниту една легална компанија, бидејќи сите беа регистрирани како такси компанија, меѓутоа ниту една такси компанија не ги исполнуваше условите предвидени со закон и секако условите предвидени од страна на Советот на општина Кочани. За темелните мерки за средување на такси превозот Илиев потенцираше. Откако ние ја почнавме акцијата, имаше во почетокот реакција од така наречените легални таксисти, кога ние излеговме со став во принцип прво легалните таксисти кои се регистрирани треба да ги направиме на вистина легални и тогаш лесно ќе се справиме со нелегалните таксисти. И токму тоа го правиме, значи почитувајќи ги законските одредби, ние донесовме јасен заклучок дека сите такси компании, односно возачите кои возат во такси компаниите морат да поседуваат лиценци, можат да имаат сите други, целокупната друга пропратна документација со која безбедно ќе вршат превоз на патниците. Тој го соопшти бројот на лиценцирани такси превозници во општината и секојдневните активности на надлежните инспекции на терен. Во моментот од таксистите кои се лиценцирани, значи 45 возила се лиценцирани од страна на општина Кочани и тие се легални. Има нелегални со кои ние се справуваме и бориме и ќе продолжиме во следниот период да презимаме мерки, се со цел со овој проблем навистина успешно да се справиме. Со контролата што ја вршат нашите служби, значи сообраќајниот инспектор, заедно со полициските службеници од полицичка станица на општина Кочани, секојдневно се интервенира. До сега се пронајдени 6 нелегални таксисти на кои им се напишани соодветни пријави и тие ќе мора да си ги поднесат трошоците околу тие прекршоци. Едно е сигурно, квалитетното, целосно и долгорочно решавање на проблемот со такси превозот е комплексен и бара време. Меѓутоа видливо е дека општината настојува да истрае и во овој сектор, состојбите да ги доведе во рамките на законските норми, а се во интерес на граѓаните и на тие што се занимаваат со оваа дејност.